И добро е прашањето, какво треба да биде формалното образование за да го потпомогне неформалното, бидејќи овој свет брз, свет на информација наспроти знаење, мора да се надополнува. Зошто? Информацијата да го движи светот, особено сега со вештачка интелигенција и така натаму, затоа што вие со еден клик добивате информација, со еден клик не можете да добиете знаење, затоа што треба проверите и така натаму. Меѓутоа, токму во тој контекст информацијата за да дигиталната писменост за да можете да се потпрете на информацијата, мора да имате некакво знаење. Мора да имате некаква подлога, нешто подлабоко од само информација, затоа што имате милиарди информации. Во таа смисла сметам дека формалното образование не треба да се потпира само на самото себе, мора да прошири малку сликата. Да не се смета за бок на образованието, затоа што на знаењето, затоа што еве во светот во кој што јас работам, консултантството, па вие ако на секој 2 години не се сертифицирате, вие сте условно кажано мртов и неконкурентен. Значи, формалното образование можеби дури треба да го следи трендот на неформалното образование за да создаде добра подлога и за да биде атрактивно, да го наречам, бидејќи се повеќе релевантно. Апсолутно. Значи, формалното образование мора малку да биде ќе го наречам поигриво и да биде флексибилно.